Убеден сум дека организаторите и учесниците го вложуваат својот максимум како неопходен предуслов за остварување на тие цели, а во функција на развојот на спортот. Како спој на интелектуалната и физичката активност, која има многу поголемо значење од својот надпреварувачки карактер. Самите теми на симпозиумот, како што се мир, спорт, здравје, младост и радост, ни дават до знаење дека спортот ги надвинува нашите првични перцепции за него, како и начинот на кој истиот го доживуваме. Накусо речено, спортот е повеќе од спорт, или спортот е телесна култура која ја опременува културата на нашето живење. За крај, сакам уште еднаш да го поздравам одржувањето на овој симпозиум во Спортска Струмица, но и да ве поздравам сите вас, со надеж дека одовде ќе понесете корисни сознанија и убави и трајни спомени. Општина Струмица секогаш поддржувала и ќе поддржува такви содржини и секогаш ќе има отворени врати за гостопримство, за добронамерници, какви што сте се били. Факт е дека спортот, покрај сите негови белези, ја има водородната функција да влијае врз одредени состојби кои представуваат опасност по мирот. Токму спортот има таа способност да ги надмине таквите опасности и предизвици, да помирува и да промовира разбирање, еднаквост, толеранција, соработка и пријателски односи, нешта кои политичарите понекогаш и не се во состојба да ги воспостават. Спортот нема разлики во националноста, верата или јазикот. Јазикот на спортот е универзален и со него може да се разберат и оние кои навидум не се во состојба тоа да го сторат. Тоа обединува и го разбива мразот на сите можни непријателства. Едноставно тоа е алатка за мир, или што би рекол Нелсон Мандела, спортот ја има моќта да направи позитивна трансформација на светот. И не може да биде случајност тоа што светот секоја година на 6 април одбележува Меѓународниот ден на спортот за развој и мир. Не може да биде случаен фактор дека еден од најважните фундаменти врз кои почива модерниот олимпизам и олимписки дух е токму мирот и пријателството меѓу народите.